Мојата најка, Станка Силјанова, родена е во село Бабино, во 1919 година. Од татко Силјан и мајка Благуна. Во истото село, исто така се родени. Нејзината сестра Стеванка и нејзините браќа, Мито, Мирко и Ѓоргија. Од Бабино фамилијата се преселува во село Мургашево, сега Демирхисар. Потоа таа се омажува во Битла и го поминува животот во Баирнаало, арапка чешма. Оваа беше нејзината омилена песна. Таа ја сака се оваа песна. Затоа животот во Битола го поминала само со јадови. Поминатиот живот во јадови бил предизвикан од суштеството за кого се омажила, тоа беше суштество без никакво човечко чувство. Во времето кога на децата најповеќе им требаат родителите, тој ги остави нив и неа. Но таа децата не ги остави и до последен здив, целиот живот се бореше за нив. Нејзините деца секогаш беа добро најадени и добро облечени. За неа ќе немаше, но за децата ќе најдеше начин тие да имаат тоа што им треба. Еве само еден, апсолутно незаборавлив пример. Откако во битолската околина ќе завршише бербата по нивите, таа со 2 вреќи. Одеше на побиркање по истите ниви. Тоа го правеше повеќе пати секоја есен, додека собереше доволно храна за своите 3 деца. Моите двајца браќа беа со тотално различни карактери. Најмалиот беше апсолутно работлив. За цело време работеше во продавница за месо и месни производи. Има се стан. Потоа изгради своја кафеана и така натаму. По неговото заминување во Аустралија, тој тамо беше истиот. На повеќе пати има се бизниси. Си изгради своја куќа и си остана истиот како што беше во стариот крај Македонија. Насата мајка Станка, а исто и јас, беме горделиви со него. Другиот беше тотално различен. Пред се, оце когас беше теска мрза, неработник, злобен, алцен. Насата мајка Станка Силјанова отиде во старски дом, Естреја Овадија Мара. Но некако пациент туку како работник за да го помага него. Тој цел живот има работено само 5 години и се занимава се само со тузење лазење. Во југозападниот дел на Македонија, на 45 км далеченост од Битола, а на 800 метра западно од магистралниот пат Битола-Кичево, се наоѓа селото Бабино на 660 до 700 метра надморска височина и спаѓа во категоријата ридско-планински села, сместено по двете страни на мала река која се влива во Црна, заграбено од гранките на Павлов рид, Трисинори и Курати. Полека Бабино се урива.
Стотината куќи кои некогаш беа полни со луѓе, деца и млади, сега се распаѓаат нагризани од негрижата и староста. Во отоманските записи од 1611-1612 година, селото е запишано како Бабине со 47 джизине ханета или преведено домаќинства. Во 2002 според пописот се регистрирани 34 жители. Главно бабинци се иселувале по градовете. Само оние науките велат заминале во Австралија и тоа во мал број. Порано беше убаво и весело, сега е никакво. Празно е селото, никој ништо не работи, селото е заборавено. Ова село е познато по приватната библиотека на Стево Степановски, која брои 15.000 книги. Обиди има и за селски туризам. Велат, нека дојдат на викенд, има куќи, нека дојдат, додека се уште не распаднати, а на Дуовден традиционално се одржуваат бабинските средби. Бабинци се вешти во обработката на дрво, ткаењето, везењето.